Едно на декларација, друго во реалност. Агенцијата за храна и ветеринарство ги откри малверзациите на дел од млекарите. Си пишувале лажни проценти на млечна маст на производите, а реалното присуство е далеку помало. Алфа дојде до имињата на млекарите кои продаваат млечни производи со лажни декларации. Се работи за над 8 млекари кои се утврдени лажни запишани вредности на производите. Меѓу нив се Милком, млекара Маврово, Сентис АГ Тетово, Тетовска млекара и други. Меѓу оние во чии декларации на производите има најголема разлика се млекара Маврово, во чие мешано сирење на декларацијата стои дека има 24,5 млечни масти, а по анализа вистината е дека има 17,5%, односно 7% помалку. Потоа млекара Ѓоргиеви, во чие козјо сирење на декларација на производот стои дека има 23% млечни масти, а анализата покажала дека се 16,3% или над 6% помалку. Меѓу најдрастичните разлики од лажната декларација до вистинската масна вредност е најдена кај млекара Бела Фарм, во чија урда е најдено дека има дури 19,46% помалку масти отколку што стои на производот. Тука некаде е и млекарата Златибор Србија, која увезува златиборско ситно сирење со 14,3 млечни масти помалку од лажно впишаната на самиот производ. Агенцијата за храна и ветеринарство претходно соопшти дека земале мостри и лабораториски анализирале 45 примероци од млеко и млечни производи и кај 10 оператори е утврдено дека мострите не одговараат на одредбите на правилникот за квалитет на земјоделски производи. Агенцијата веќе информираше дека на производителите им се изречени соодветни парични казни и повлекување на производите од продажба. Од таму најавуваат дека се чекаат и резултатите од анализите на мостри земени од сувомеснати производи, за да се види дали и кој пишува лажни вредности на декларациите.